Добар ден до сите. Јас сум Владимир Јаневски, а денес ќе зборуваме за огледала. Огледалата се клучен дел од секојдневниот живот. И може да се каже дека на секде ги имаме. Ги има во автомобилите, ги имаме исто така во домовите, ги има и во сообраќајот. Како работат огледалата? Како светлината се одбива од огледалата? Па замислете, имаме едно топче и го фрламе во еден зид така што се одбива. Можеме да забележиме дека топчето не ја има истата брзина при текот на целото негово движење. Првин го фрламе. Има една брзина се додека не се доближи до зидот. Кога ќе се доближи до зидот, тоа драстично намалува брзината, па во еден момент дури целосно застанува. Момент потоа, топчето се одбива и повторно настанува зголемување на неговата брзина. Ова истото не важи за светлината. Бидејќи кога ги имаме светлина, односно една честичка од светлината, или така наречен фотон, кога тој ќе удри во зидот и ќе се одбија, тој не смее да ја промени својата брзина. Значи, за разлика од топчето, што го покажав во минатиот пример, тоа не смее да ја намали брзината, не смее да застани и не смее повторно да ја зголеми брзината кога ќе се одбија. Ајде сега да се вратиме на првичното прашање. Како светлината се одбива од огледалото? А точниот одговор на овој прашање, светлината не се одбива од огледалото. Кога еден фотон од частичката ќе удри во огледалото, тој се абсорбира во една од частичките на огледалото. Па така, частичката од огледалото во која удре фотонот, односно частичката од светлината, ќе добија поголемо количество на енергија, па таа во обратна насока ќе врати истата енергија со иста фреквенција. Па така, фотонот не ја менува својата брзина. Во текот на движењето тој се абсорбира во огледалото и на негово место во обратна насока се создава нов фотон.